Добре, криптоентузијасти. Ова ќе биде издание за вести, имаме некои интересни работи кои што сакаме да поминеме, така да следете го и ова видео како и сите претходни со цел да видите што моментално се случува во криптосветот. Сега, многу од овие информации се дадени од нашите членови, така да јас ќе се обидам што можам попрецизно да кажам кој е од кого е, ако во случај да направам грешка ќе извините, но нели се обидувам најака што можам во оваа ситуација. Првата вест ни доаѓа од Владко Стефановски. Значи, иако ја слушнав, нели, секако ја прати еден нашата заедница, така да, како што кажав, ќе гледам да видам што можам попрецизен во однос со тоа кој што пратил. Ако сгрешам, извинете уште еднаш, нели, доста луѓе, така да може да се деси да сгрешам нешто. Значи, Владко Стефановски ни го прати ова, иако јас, нели, веќе го видов негде, но, нели, добра е веста, би сакал да споделам со вас. Не е толку веста добра, колку што е жална. Значи, вие имате веќе 5-6 месеци потерница преку Интерпол поднесена од страна на Јужна Кореја против Do Kwon, кој што беше, нели, собственик, така речено, на Terra Luna фондацијата, која што го развиваше Terra Luna проектот. И наеднаш вчера, или завчера, ако не се знам, пред 2 дена, СЕК конечно поднесува тужба против Do Kwon. Значи, не се касно, не, воопште не се касно. Значи, 1 година има од кога пропадне се тоа, но еве ги, тука се, немој да се секирате. Еве, ова се тие личности што го штитат американскиот народ од неправди. Немој да се секирате. Само 1 година се касно, но ворете, битно поднеле. Истите тие дебили, значи да не забораваме дека моментално Жабоков се обидува да направи буквален крекдаун на сите криптопроекти кои што може, и гледате дека бира на некој начин слаби точки, како што е, например, ситуацијата со Paxos и BUSD. Значи, тоа е слаба точка, поради тоа што на крајот од денот знаеме дека едноставно Binance нема да може да се брани со оглед на фактот дека скоро и да нема никакво поврзано со Америка, и поради ова тоа е на некој начин слаба точка која што е најдена и е искористена со цел да се на некој начин нападнат оние кои што не ви се допаѓаат на овој пазар. Истата ситуација може да кажеме и за Кракен, со оглед на фактот дека Кракен, гледате, значи уопште не се ни обиде да се брани, едноставно нема проблем. Еве ви колку е казната и нема веќе за американците ништо, нели? Сега ќе се обидам да се придвижам до поентата на целата оваа приказна. Значи Жабоков заедно со такви фацки како таа Јелен Гелер и слично се моментално причините поради кои што крипто светот постепено се повлекува од Америка. И мене ако ме прашувате, тоа е одлична вест. Значи ова е чисто да ви ги кажам причините за да се придвижиме на ова. Не знам дали знаете, но Армстронг, значи Келавиов, е уствари CEO на Coinbase. Значи Брайан Армстронг моментално поднесува барање до Конгресот на Америка дека доколку не се направи јасна крипторегулатива, поголемиот дел од овие проекти ги си заминат и како што кажува и овдека самиот, значи моментално Америка ќе го изгуби статусот на финансиски хаб. Хаб уствари би било како центар на некој начин на нашиот јазик, со тоа што многу добро го вели дека моментално крипто е интернационална ствар и дека моментално други земји водат, не Америка, во оваа сфера, што мене многу ме радува. Значи нема што Америка не водела и не пропаднало мизерно. Така почнувајќи од демократијата. Така да ќе напоменам, значи еве гледате се случува она што ви го кажав. И нивните големи ликови во крипто секторот како Брайан Армстронг, кој што е моментално CEO на Coinbase, најголемата менувачница во Америка моментално, кажува сам дека само прашање на време е со ваков тип на глупости кои што ги прават, кога едноставно Америка ќе го изгуби приматот, како во финансиска смисла, така и во крипто, нели, развој. А крипто доаѓа, нема бегање. Сега, еве, уште една причина од истата таа ситуација. Значи, Binance моментално кажува дека ќе се обиде што може повеќе да ги скрати било какви врски кои што ги поседува со Америка моментално, со тоа што, иако овдека малку на некој начин го преувеличиле, значи, првенствено, како што можеме да видиме, Binance се повлекува од било каков тип на проекти кои што ги има во Америка, како што беше, како што гледам барем, ако се сеќавате, они беа и уствари заинтересирани да земат една од оние банкротирани компании кои што пропадна во текот на bear маркетот, но сега се откажуваат од тоа, значи не сакаат да го земат незиното портфолио, што ако го земеа ќе беше многу добро за оние кои што, нели, треба да се покријат од сето тоа, затоа што кога веќе вашата компанија дошла до банкрот, значи оние кои што биле финансиери единствено што може да добијат само од она банкрот маса,
кој што на некој начин настанало тоа што успеале да го затегнат во компанијата, а доколку Binance го купеше ова ќе дадеше многу пофер цена за разлика од поединци кои што сега ќе мораат да го купуваат ова, нели, на дело. Така да поради оваа причина верувам дека тоа ќе се одрази, ако не се лажам, беше на Целзиус, да. Значи тоа беше на Целзиус остатокот од криптовалутите кои што се затекнати после банкротот, така да поради оваа причина, значи од оние луѓе кои што треба да добијат назад од своите средства, тие ќе страдаат. Но како и да е, нели, американците сами си го бараат тоа, со тоа што моментално Binance буквално гледа да ги затвори сите врски со Америка, значи без разлика дали е тоа банки, компании, сите оние што соработуваат моментално со Binance, се обидува да ги прекине овие врски, со тоа што да не забораваме дека постои Binance US, која што наводно не е поврзана со Binance, иако знаеме дека не може така, да тоа е реално невозможно, но како и да е, не може да најдат фактички поврзаност, да речеме. И интересно е тоа што овој артикул оди до тој степен да каже дека дури и ќе ги делистнат сите проекти кои што се на било каков начин поврзани со проекти кои што се развиваат во Америка. Мене ако го прошувате треба. Значи треба. Моментално тоа би било сосема солидна вратка за ваквиот потек на BUSD. Значи во ред, не сакате да имаме долари на нашата платформа, тогаш ние ќе ги делистнеме сите проекти кои што се развиваат во Америка. Но Сизи кажува и самиот дека не е тоа така, дека нели нема ништо против проектите, што е нормално, значи проектите не направиле ништо за тоа што прави Америка, нормално, нивните институции, но како и да е, значи знаете како, кога ми предизвикувате болка, јас би сакал да ви ја вратам, јас да сум на негово место, буквално би направил делист на сите проекти што се на било кој начин поврзани со Америка и нели, тогаш слободно на Coinbase. Ако можете на Coinbase, слободно на Coinbase нека ви продаваат токени. Како и да е. Значи, гледате дека се движи буквално во тој правец во кој што јас реков дека ќе се движи, со оглед на фактот дека најголемата менувачица на светот се обидува да ги раскине сите врски на поврзување со оваа држава и да се надеваме дека тоа ќе се случи. Значи, како што кажав, колку подалеку од Америка, толку посигурни се и вашите капитални средства и крипто, да речем, токените и коините кои што ги поседувате. Уште една од овие големи сили кои што е многу е жал што направи таква глупост, тоа е Кина. Значи, знаете и сами, во исто време направи во текот на претходниот bull market бан на майнинг и бан на сите криптовалути како нели за трейдинг и користење и нели за peer-to-peer трансакции на цела територија на Кина. Значи, ваквиот бан се уште постои, со тоа што јас верувам дека ово што гледате на овој твит моментално е буквално начин на кој што Кина се обидува да се испере, односно уште имаме бан, нели као наводно банот останува, но еве Конг ќе може да тргувате и да купувате криптовалути. Значи, прво, они се свесни колку голем капитал губат со тоа што буквално го банираат целото крипто. Значи, вие легално во Кина не може да поседувате крипто. Затоа и, сега не знам колку сте запознати, но Кина има, така речено, своевиден, фиктивен, една држава, два система. Затоа што Хонг Конг беше претходно значи, колонија на Англија и како таква имаше своја независност кога Англија ја остави фактички да биде независна, нормално, со тоа што договорот помеѓу Хонг Конг и Кина е дека ќе има втор систем кој што ќе биде независен од системот на Пекинг, нормално, но гледате, во оваа ситуација фактички го користат тоа како на некој начин алтернатива да им дадат, препоставам, на собствените граѓани каде можат да тргуваат, купуваат и чуваат криптовалути, со тоа што, значи, вие да ги, како да кажем, да ги запрете своите граѓани точно пред комплетната глобална адоптација на крипто да поседуваат или да тргуваат крипто е глупаво, значи во најмала рака глупаво. Очигледно мислам дека ова е начин на кој што се обидуваат да се исперат со тоа. Гледаме дека од 1 јуни официјално во Хонг Конг ќе биде легално крипто трейдинг, така да нели останува да видиме како тоа ќе се изведе. Сега, многу битна работа. Значи, можеби сте виделе, можеби не, но Матик е во многу голем подем. Сега ќе ви кажам зошто е тоа така. Значи, пред неколку дена се обелодени вест дека Матик ги става ZK-EVM, односно Zero Knowledge Ethereum Virtual Machine ZK Rollups-от на бета тестинг од официјално 27 март. Значи, точно како се тоа ќе биде и точно како целата таа технологија ќе биде остварена, се уште не е доволно објаснето. Значи, даваат само одредени
на некој начин показатели за тоа како се одвива тестот, но пазете, значи овој тест кој што го прават моментално е само за девелоперите кои што работат на Matic. Додека од 27 март овој тест ќе биде јавен и ќе може било кој кој што сака да дојде и да го проба и на тој начин да се види дали истиот функционира. Со тоа што и сами кажуваат дека значи се сеќавате да го разговаравме ова. Етериум самиот по себе не може да дојде до следниот стадиум на шардинг, кој што ако не се лажам беше merge surge, вториот е surge, значи не може да дојде до шардинг без овие rollups. Значи rollups по дефиниција представува технологија со која што ќе се врши групирање на многу транзакции кои што ќе бидат запишувани на second layer, односно во оваа ситуација на Matic, на Polygon, за како една транзакција потоа да бидат запишани на Ethereum Layer 1 солуцијата, со тоа што и овдека многу добро кажуваат дека целата оваа технологија на никој начин нема да го менува Ethereum блокчейнот, туку истата ќе биде целосно имплементирана на Matic, на Polygon, за да едноставно, нели, затоа што многу е потешко да го смените Ethereum блокчейнот, за разлика од тоа да го смените, значи сето ова на second layer солуцијата. Така да, ако успешно успеат да го изведат ова и конечно да ги имплементираат, значи никој до сега не успеал ни да ги направи. Значи ова е само идеја, се уште работат на девелопмент на оваа идеја, на ваквата технологија. Така да, ваков успех ќе значи ненормално растење на цената на Matic и Polygon, затоа што ова е технологија која што се уште никој не ја направил да функционира, а не да ја усоврши. Така да, и самите кажуваат дека откако ќе успеат да ги направат овие Zero Knowledge Ethereum Virtual Machine Rollups, истите планираат и како такви да ги интегрираат како главен дел од самата Matic мрежа. Значи, фактички оваа Zero Knowledge да биде едноставно дел од самата мрежа и на тој начин да биде многу по сигурна, затоа што ова е на некој начин многу помага со сигурноста и со потенцијалот за scalability на оваа мрежа заедно со Ethereum. Така да пак ќе кажам, значи ова е многу голема вест како за Polygon, така и за Ethereum. Останува да видиме како се тоа ќе се изведе, но Matic има многу добри вести. Следна добра вест која што доаѓа од Matic е дека, ако се сеќавате претходно објаснивме за Odyssey, значи Odyssey е уствари програма на Starbucks која што треба да продава така речено лимитирани NFT колекции на Starbucks на мрежата на Polygon. Со тоа што јас малку истражив околу ова, сакам да видам како се тоа се развива, значи веќе започнале. Сега, овдека се кажува дека некои од овие NFT се продавани дури по $2000 на парче, значи зборуваме нели еден NFT, со тоа што да не забораваме дека овие се бесплатни NFTs, значи јас ја најдов на самиот Starbucks страната, каде што фактички може да ова е waiting list, односно имате листа на чекање преку која што може да добиете бесплатно NFT, може би не е лоша идеја да се најавите, значи гледате waitlist.starbucks.com, значи може многу едноставно да го најдете и на тој начин се што треба е имејл и Notify Me, ево тој стил претпоставувам, со тоа што така се нарекува самата програма Odyssey и се уште е во бета верзија. И сега јас ги најдов и NFT-сот на вторите маркети како што се нарекуваат нели на продажба. Значи ги најдов на оваа страна, а тоа е niftygateway.com. Каде што може, значи моментално има 6 различни и истите не се продаваат по 2000, тоа сигурно можам да ја кажам, значи оригиналната цена е $1, тоа е основната обична цена, вака изгледа NFT-то. Во оваа ситуација моментално средна цена на тргување е $1,72, $2000 не гледам овде како и да е. Значи 4 до сега се успеале да продадат и само 20 луѓе поседуваат ваков NFT. Че ова е некој град, а тук препоставам, исто го има и Киев овдека погледнав. Да. Гледате и Киев го има, каде што неговата просечна цена е 4,27 и имаше и некој, не знам, гледате некој патерни, што е Буда препоставам, нешто такво. Значи 2,37 е average sale. Ова е колку е вкупната вредност на secondary маркетот до што се продава, а имаме 531 кои што го поседува, така да ова не знам, може би некој не го разбрал правилно, че ова е волуменот на пари кој што моментално е практично очекуван во однос на тоа што ќе се купи од овие NFTs кои што се ставени, гледате и сами Starbucks Corporation, но како и да е, веќе се на пазарот, тоа сака да каже целата статија, значи тоа е доста битна работа затоа што истите се сите минтани и тргувани на Polygon мрежата и
Сега тоа е околу Polygon, значи пак ќе кажам, Polygon нема крај. Очигледно овој bull market ќе биде еден од најдобрите, се гледа уште сега. Со тоа што ако успеат и ZK и Rollups покрај толку партнерство кој што успеаат да направат, значи вие имате потенцијален gold mine од Matic, но повторно. Не заборавајте дека јас не можам да ви кажам што треба да купите и да продадете, останува на вас. Јас само ви кажувам соодветни податоци кои што може да ви помогнат во вашето истражување во однос на тоа што би сакале. И да не забораваме, да гледате, значи почнувам да зборам, наставно заборавам. Значи она дека Binance се обидува да се повлече од сето она што е американско, доаѓа од Жарко Николовски. Сега следно за кое што сакам да поразговараме е Cardano. Односно моментот дека ваквиот апгрейд, ако се сеќавате, јас ви кажав дека ќе биде успешен и дека ќе донесе сега не знам кој ме послуша нормално. Значи се сеќавате, ви кажав еден ден пред да биде апгрейдот на 14 февруар дека се очекува и цената на Cardano порасна до 0,4 од 0,33. Така да тоа е многу добар памп. И гледаме дека не само што порасна, него се очекува многу повеќе од него, зашто го велиме тоа, значи дека само сака да каже дека до 0,4 стигнала само со еден обичен апгрейд во кој што се работи на increased chain cross chain interoperability, односно ќе се прават апликации кои што ќе може да бидат значи практично функционални како на ADA, на Cardano, така и на други блокчейни, затоа што овој апгрейд дозволува значи ваквите апликации да бидат поврзани со повеќе блокчейни. Сега откако тоа е реализирано, че на 15 февруар, добиваме податоци во кои што се гледа дека значи се повеќе и повеќе има интерес за ADA, за Cardano. Зошто го велам тоа? Значи овдека на кој да е овој кој што го направил оваа соодветна анализа, че можеме да видиме дека фактички во последниот месец, значи гледате без разлика дали цената се движи надолу или нагоре, значи и понатаму цената, односно луѓе, имаме огромен број на китови и ајкули така речено, кои што понатаму абсорбираат токени. Значи, еве за пример. Вели, имаме повеќе од 1700 трансакции на дневно ниво, повеќе од $100,000 вредност. За разлика од тоа, за време на јунари имавме само околу 300 вакви трансакции на дневно ниво. Така значи се поголем интересот. Од друга страна е овдека доста интересно направено, вели вака. Значи само да видиме точно што е, да ви го преведам како што треба. Значи, од 9 ноември наваке, значи, отприлика 10,000 холдери, овдека, значи, се практично, затоа големината на walletот го разделува во тоа дали е Shark и дали е Aikula или е Kit, тоа ќе поразговараме во друго видео. Значи, повеќе од 10,000 вакви waleti моментално успеале да купат 10 милиони ADA, да ги акумулираат, што извинете, од 10 до 10.000 до 10 милиони ADA се купени, кои што се во вредност од оприлика $235 милиони. Значи тоа се акумулирани ADA токени во целиот овој период на крајот на bull маркетот и понатаму продолжуваат да акумулираат. Така да имајте го тоа во предвид дека очигледно овие играчи знаат нешто што ние не знаеме. И јас мислам дека ADA ќе биде многу успешно во овој bull маркет, затоа е едно од најголемите кои што ги имаме во нашето портфолио, со тоа што, како што кажува и сам, овдека единствено што е негативно во целото ова приказање, тоа што имаме 27% намалување на секојдневните waleti кои што пред тоа биле активно работеле на блокчейнот на ADA, но ова активност намалувањето, јас мислам дека е поради фактот дека немате потреба да бидете активни кога вие акумулирате ADA и чувате, така. Ако сте купиле и немате веќе да купите, нормално е дека нема да бидете активни. Така поради оваа причина мислам дека единственото што го гледаме овдека моментално што луѓето не се активни на ADA блокчейнот е тоа што чекаат заработка. Така да може да видите, ова е во целиот, да речем, гледате до самиот крај, значи гледате ако продолжиме овдека, значи до целиот крај на bear маркетот, значи во овој момент имаме се повеќе и повеќе, гледате, че од црвените се уствари колку повеќе адреси акумулираат, значи колку ADA е тргнат од менувачници. Можеме да видиме дека ова е енормна количина. Така да имајте го тоа во предвид, има нешто што не го знаеме. Ова е вест од Бобан Досев, доста интересна. Значи VeChain моментално во соработка со Google работи на многу интересна алатка, мислам не работи на самата алатка, туку ја применува на својот блокчейн исто така, односно на својата апликација моментално ќе се користи Web3 аутентикација. Односно,
знаете и сами дека посебно за оние кои што не се разбираат или кои што не биле доволно време во блокчейн, е доста стресно, значи праќање од една на друга адреса, па да не случајно имате некаква грешка, па како се прави тоа, па каде се става. Значи моментално VeChain многу интересно направиле, гледајте ова. Значи моментално VeChain преку Web3 аутентикација, гледате, трансакција се прави само со поврзување директно на вашиот акаунт, како што и досега се прави со, не знам, Facebook, имејл, гледате. Бирате, значи каков тип на трансакција, што правите со истата и тоа е тоа. Завршено. Значи многу поедноставно наместо да морате да, нели. Ова е уствари како изгледа позадината, односно која трансакција на која, каде моментално е пратено. Вие истото го направивте со толку едноставно, гледате од лева страна. Значи едноставно бирате трансакција од кој wallet во однос на тоа како ви е поврзан, дали со Facebook или со нешто друго. Значи, гледате, овдека буквално ви дава. Сега, за жал не се гледа баш добро, ќе го зголемам за да може да видиме. Значи, гледате, буквално немате никаква потреба. Send the transaction, тоа е тоа. И само ви даде каква опција. Уште еднаш ќе ресетирам за оние кои што не успеа да го видат. Значи, гледате, sign with Google. Добро. Значи, гледате колку едноставно е направено. Тоа е таа Web3 трансакција. Send the test transaction и ќе ви даде овдека и опција send a split view, добро, ова е за да видите самата трансакција. Но, гледате, значи, од ова немате никаква потреба. Вие буквално со 2 клика успеавте да пратите трансакција. Така да Web3 аутентикацијата ќе биде голема работа. Значи, ако се сеќавате, исто Бобан Досев ни го прати она како сликиче каде што имавме у Web 1 логин и пасворд, у Web 2 connect with Facebook, connect with Google, connect with Instagram, Web 3 connect with Wallet. Па истата ситуација ќе биде и овдека, само што моментално, затоа што се многу попознати вакви тип на акаунти, сигурно имате мејл на Google или пак имате Facebook или не знам Instagram, значи буквално ќе биде вашиот Wallet да биде поврзан со фактички оваа апликација или социјална мрежа и на тој начин да не мора да се секирате за тоа од која на која страна, од која на која адреса, така да ова од VeChain е многу добро затоа што го прави се по на некој начин близок до секојдневната маса. Затоа што многу поедноставно би било да бидете интегрирани како блокчейн технологија на некоја страна, например, каде што луѓето не мора да ставаат адреса или не мора да гледаат физ или не мора да се кираат на кој блокчейн ќе биде пратено. Овдека многу едноставно. Connect with Google, VeChain акаунтот ви е поврзан со Google акаунтот и тоа е тоа. И самиот Web3 аутентикатор знае од која адреса на која треба да прати и тоа е тоа. Така да е многу добра вест, затоа што ова понатаму ќе ги приближи оние кои што не знаат доволно за блокчейн да можат да го користат. Значи дури не мора да знаат дека е блокчейн, ме разбирате, тоа е добриот момент. А компанија која што на пример ви може да ја користи вашата технологија без при тоа да мора да се секира за тоа дали луѓето ќе одберат правилна адреса или дали ќе ја напишат правилната адреса, многу по-лесно би можела да го интегрира блокчейнот на својата, да речем, платформа. Така да тоа е доста битна работа и моментално гледаме дека Web3 доаѓа многу брзо, иако не сме свесни за тоа, значи многу работи околу нас се веќе Web3, но не сме свесни, но не е битно. Битно е дека доаѓа. Web3 ќе направи целосна децентрализација на интернетот до оние конгломерати кои што моментално го поседуваат. Сега, интересна работа која што сакам да ви ја напоменам, ако се сеќавате, уште еднаш, значи јас постојано ќе напоменувам ова затоа што е многу битно. Рековме дека од март оваа година почнува ISO 20022. Оние кои што ги гледавме и нели постепено ги обработуваме, ни останаа уште неколку, меѓу кои денеска сакам само да напоменам за HBAR и за во оваа ситуација IOTA. Значи гледате дека тие се дел од оваа шема на да речем коини кои што се очекува да бидат легални и на некој начин директно легално поседувани од корпорации и институции после март 2022 година. Затоа што се ISO 20022 compliant. Сега, големи играчи како Dell во претходните неколку дена направија партнерство со HBAR и со IOTA. Значи ова не е случајност, барем според мене. Ова е информација која што дојде до мене од Дарко Јошев, но нели мора да ги најдете овие делови и да ги составите за да ви биде јасна целата слика. Значи не може вие да бидете компатибилни со ISO 20022 и од нигде никаде една од најголемите корпорации на светот за производство на технологија, на компјутерска технологија да ви се приклучи буквално неколку дена пред почнување на ISO 20022. Ова не е коинциденција, барем според мене. Сега, каков тип на соработка? Значи моментално IOTA заедно со Dell има два типа на соработка, меѓу кои првата е да има возможност на институциите
многу подобро менаџирање на сообраќајот. Односно, ќе можат соодветно до сите оние кои што учествуваат во сообраќајот да достават информации за тоа каде има, да речем, затеснување, односно имате, да речем, метеж, а каде не. Така да во оваа ситуација, значи Dell како компјутерска технологија заедно со IOTA како блокчейн, нели, провайдер, ќе направат соработка во која што ќе дадат соодветен софтвер и хардвер на фактички институциите значи ова ќе биде дел од Smart Cities, каде што многу поедноставно на институциите ќе им биде да можат да го организираат целиот сообраќај или пак да интервенираат доколку има некаков тип на незгода сообраќај. Така да ова е доста интересна работа и верувам дека нели многу добро ќе се одрази со оглед на фактот дека Smart Cities почнуваат да бидат сегде и дека ова како, значи замислете, вие сте фактички институционален софтвер. Од моментот кога градот зависи за регулирање на целиот метеж, значи вие сте институционален софтвер и ако бидете имплементирани, сигурно нема да ве сменат брзо. И втора работа, Dell моментално заедно со IOTA создава соодветен софтвер или проект наречен Alvarium, со кој што на компании и на, да речем, држави, институции и компании им даваат соодветен софтвер за прво мерење на CO2, односно јаглероден диоксид емисиите, како на своите, така и на, да речем, во градот. Така, значи вие фактички преку овој проект кој што моментално го има Dell и IOTA, добивате софтвер со кој што може да ги мерите собствените јаглероден диоксид емисии, дали сте компанија или нешто. Така да е доста интересна работа која што практично се обидува да ја зголеми она свесност за спас на нашата планета. И Dell, пред некој време го спомнавме ова, значи, како што кажав, само ќе напоменам уште еднаш, значи идејата е дека е Dell моментално уште еден ноут провайдер, значи оние кои што не го погледнале нашето видео за Hedera, Hashgraph, HBAR токенот, нека го погледнат. Значи, Hedera има едни од најголемите корпорации во светот, вклучувајќи Google, Boeing, MBF и слично, со тоа што AMB, извинете, со тоа што секоја од овие компании има свој нод на Hedera Hashgraph мрежата. Значи овие 39 компании, 39 компании, секој од нив има свој нод кој што ги валидизира трансакциите на HBAR, на Hashgraph на Hedera. Значи, затоа што не е блокчейн, туку на Hashgraph, така се нарекува самиот софтвер, односно технологија која што ја имаат. Така да тоа е многу битна работа затоа што вие не доаѓате во ваков тип на совет, така го нарекуваат они governing совет, доколку не се очекува Hedera да биде голем. Значи, зошто би бил заинтересиран Google, Boeing, Dell да бидат дел од ваков тип на блокчейн, доколку истиот нема, да речем, некој голем потенцијал или голема улога во иднината на човештвото. Така да, повторно, верувам дека ова не е за џабе и верувам дека од март ќе биде доста битно, барем според нас како тим, да ги имаме овие коини и токени и работиме на тоа нормално. Со тоа што нормално ќе ви информираме пред почетокот на март како сме се позиционирале, со тоа што имаме значителна количина од Ripple, да речем средно значителна количина на Algorand и мала количина на XDC моментално и на XDC и на IOTA. Така да би требало да купиме од овие две и да ставиме Quant и Hedera Hashgraph во нашето портфолио. Stellar не сме заинтересирани, неколку пати го спомнав ова до сега. Значи ние практично се припремаме доколку има некаков памп или пак да може да биде пампа, може да биде и комплетна револуција на крипто секторот, да имаме дел од овие коини за секој случај. Повторно, ова не е финансиски совет, мора да одлучите сами, но е добро да бидете на некој начин подготвени во случај тоа да се случи да имате одредена количина, нели, за да не го пропуштите пампот. Сега, оние кои што следат нашиот канал постојано се запознаени со сторијата за Нигерија. Значи, ние неколку пати до сега ја покривавме оваа сторија, каде што тамошните власти од петни жили се обидуваат да ја интегрираат e-наирата. Значи, e-наира представува CBDC проектот на Нигерија, затоа што наира е валутата на Нигерија. Сега, каде е овдека проблем? Значи, уште од самиот почеток на овој проект, 99,5% од населението не го прифаќа. Значи, не сака да слушне за него. Така.
Значи, моментално Нигерија се обидува да направи се што може само да ги принуди своите граѓани да ја користат оваа наира, значи граѓаните прибегнуваат кон користење на крипто со цел да не мора да користат CBDC проект. Сега, моментално, значи ја, ако се сеќавате ова неколку пати сега го имам кажано, овие твитови ми се пратени од еден од оние, да речем, што редовно го следат нашиот канал и соработуваат со нас, а тоа е Лазе Раманчев, мислам дека го погодив, со тоа што овие твитови се доста прецизни за тоа што моментално државата прави, затоа сакам да ви ги покажам. Значи, ова јас мислам дека нема да може да го видите соодветно во вест, затоа што не е дозволено. Значи, овој притисок да се направи успешен CBDC моментално во светот, го прават големите сили врз малите држави како во ситуацијава Нигерија, со цел да истестираат дали истото ќе моментално функционира. Значи, знаете и сами дека во целиот свет прво се тестира на глувчиња во Африка, во Јужна Америка, кај нас дома, значи на Балканот, така да се користат такви некои државички кои што не можат да ви речат не затоа што моментално зависат од вас и нормално што ќе им кажете тоа ќе прават. Па така и Нигерија моментално. Значи, гледај, сега јас ќе ви ги прочитам овие твитови, ова се преку одреден период, неколку денови, со цел да видите што моментално се случува во Нигерија и како успеале да ги принудат тамошните граѓани да го прифатат CBDC проектот. Затоа што јас верувам дека ова нема да се случи само кај нас, секде ќе се случува ова. Ако видите дека на едно место функционира, секде ќе го прави. Значи, гледайте ова сега. Вели вака, многу темен експеримент моментално се случува во Нигерија, кој што ќе има или има смртни последици. Вели, уште од октомври 2021 година, 99,5% од нигеријците одбиваат да ја користат дигиталната валута на Централната банка, односно наира, со тоа што истите преферираат да користат кеш. Сега, што, значи, пазите, сега вели, што за тоа направила Централната банка и double down, се мисли, уште толку посилно се обидува да примени оваа политика на наира Централната банка. Како? Вели, во декември Централната банка одлучи да ги замени сите high denominated cash bills in the economy, односно сите банкноти кои што имаат висока вредност. Во превод сега, например, како кај нас, да речем во Македонија, некој да одлучи секоја банкнота над 1000 денари да ја замени. Или 500.000 денари, како и да е. Вика како што Индија го направи тоа со страшни последици на демонетаризација во 2016 година. Значи, целта е да направи што потешко на собствените граѓани во Нигерија да користат кеш. И кажува за крај дека, за жал, значи, буквално за Централната банка функционира како сон, а додека за граѓаните функционира како кошмар. Сега, зошто е тоа така? Вели, како што сега он самиот кажува, како што вика јас предупредував веќе 2 месеци, вика моментално економијата, ослабнатата економија на Нигерија не е во позиција да ја абсорбира, да го абсорбира произведениот економски шок од ваквата ситуација и моментално, значи, Централната банка не принта скоро и да не принта доволно пари за да ги замени овие банкноти кои што моментално се менуваат. Односно, јас оствари вас велам дека доколку пример сите банкноти кои што ги имате 500.000 денари, не ги донесете и не ги замените, да речеме од месец дена од сега, истите веќе нема да постојат, што значи дека нема да ви бидат вредни, така. И вика резултатот од таквото значи не принтање, а во исто време замислите Централната банка не принта нови доволно за да може да ги замена старите, така. Вика резултатот од таквото не принтање моментално е огромен недостаток на кеш. Ова се протести моментално за целата ситуација. Сега. И вели, исто како во Индија во 2016 година и овде вика луѓе ќе умрат. Вика некои бизниси ќе се затворат, некои вика воопште никогаш нема да се отворат повторно од оние кои што ќе бидат затворени. Вика, а моментално, значи, животот на нигеријците е, вика, целосен хаос. Но, вика, владата во државата и Централната банка велат дека, значи, болката е окей. Значи, вреди оваа болка, значи, според нив, за целата која што ќе биде остварена. Значи, ово кажува, замислете, Централната банка на вашата држава ви окажува ово.
Значи, само ви кажувам за каков тип на некој начин контрола се обидуваат да ни наметат. И гледайте како успеале, значи, гледайте колку е жално ова. Вика гувернерот на Централната банка на Нигерија, Годвин Емиев, како и да се вика, значи, кажува дека експериментот е целосен успех, со тоа што 80% од кешот претходно држен од страна на граѓаните на Нигерија, моментално е депозитиран во финансиските институции. Значи, финансискиот министер, значи министер за финансии Заинаб Ахмед, исто така потврдува, велејќи дека значи, вика, единствената лоша работа е тоа што граѓаните треба да поминат преку оваа болка. Значи, гледате, они си успеале да си го направат тоа што планираат. Односно, ве принудуваат да го дадете својот кеш за дигитална верзија од истиот, затоа што нема доволно кеш за да биде истиот заменет. Односно, ви кажувам дека доколку не ги донесете ќе престанат да важат овие банкноти, ако ги донесете, јас ви кажувам дека немам други банкноти да ви ги заменам, туку ќе мора истите да ги депонирате и да добиете фактички дигитална верзија од истите. Така. И сега ова за крај. Вели многу темен експеримент, ама мислам дека значи ова беше фактички првиот. Добро. Значи ме разбирате што сакам да кажам? Ако се сеќавате оние кои се малку постари, сигурно се сеќаваат во моментот кога ги менувавме старите банкноти, кога беше даден рок во кој што до тој рок мора да бидат доставени сите овие банкноти до локалните банки, со цел истите да бидат заменети за нови банкноти. Со тоа што замислете сега, кога ќе доставите до вашите локални банки, банката да ви каже, знаете, нема банкноти, ќе мора да ви ги дадам на картичка пари. Нормално вас тоа не би менја ништо, но на тој начин во многу брзо темпо ќе ве натераат сите да поседувате CBDC и се да ви биде во CBDC. Се разбираме? За вас може нема да има голема разлика, но ќе има во моментот кога ќе ви рече, знаете што, не може да повлекувате или не може да трошите повеќе од 2000 денари на ден. Зошто? Така ние одлучивме. Затоа што моментално ние можеме во било кое време да ви блокираме парите, затоа што сега моментално тие пари кои што ги имате на картичката не се ваши. Тоа се позајмени пари од Централната банка, во случајот на Република Македонија, за жал не е ни Македонија веќе, кои што вие ги поседувате, но не ги поседувате директно, тоа се само позајмени пари од банката, кои што вие може само да ги користите според тоа како банката вас ќе ви дозволи. И утре знаете што може банката да ви каже? Сега не може да купуваш од овие продукти, од овие ќе купуваш. Значи моментално нас ни одговара од овие компании да купувате и затоа на пример вашите пари нема да бидат важечки кога ќе одидете во другата компанија, затоа што ја во било кое време можам да исклучам било каков субјект, без разлика дали е тоа физичко или правно лице од финансискиот сектор. Значи таму се движи сето ова и ние мораме да предвидиме. За жал, јас сум свесен дека ова кај нас многу лесно ќе го направат, со оглед на фактот дека прво како народ сме многу подобни. Значи кога ќе ни кажат дека така треба и ние одиме и го правиме и нема прашување, тука сега ќе се буниме. Зошто да се буниме? За жал така стои моментално работата. Но сите оние кои се нови на крајот и кои што не го погледнале ова видео, ќе ги замолам да се вратат назад и да го најдат видеото каде што разговараме за големите играчи и разговараме буквално за ова. Значи ќе најдете во насловот на видеото, значи многу едноставно, само отидете во едукативниот дел, значи онаа плейлиста едукација, ќе го најдете многу едноставно видеото каде што пишува значи CBDC, односно нели Central Bank Digital Currency, Social Score, тоа е уствари онаа оценка која што ќе треба да имате за да ви дозволат да користите кеш и дигитална идентификација. Значи погледнете го тоа видео, многу од луѓето кои што го гледале нашиот канал го погледнале и е едно од најбитните со цел да знаете каде се тоа се движи. И моментално гледаме дека и Русија официјално најави, значи пилот фаза на CBDC од април, каде што се одбрани веќе одредени субјекти, значи физички и правни лица кои што ќе треба да пробаат да видат како се тоа ќе функционира. Зборуваме буквално во секојдневие. Значи купување, продавање, праќање од еден на друг, сето тоа ќе биде истестирано во текот на оваа година, од април почнувајќи, за понатаму да одлучат значи финансиските служби во Русија како сето тоа ќе биде имплементирано врз целата држава и во кој степен. Така да гледаме дека знаете како, кога вакви големи држави ќе кажат дека ќе ги прават, како Кина и Русија, другите повторно за жал немаат избор освен тоа да го следат. Значи ова зло е неизбежно. Но дали ќе поседуваме или не
приватни валути, кои што не може да бидат поседувани од страна или пак контролирани од страна на државата, тоа е веќе прашање на избор. Затоа пак ќе кажам, крипто е решението. Но бидете спремни тоа да го направите сега, затоа што кога сето ова ќе се случи, тогаш верувам дека многу од луѓето ќе се борат да поседуваат крипто, затоа што истото не е директно поседувано од државите и им дава многу поголема слобода, за разлика од CBDC, кое што буквално поради една критика на владата може да ви бидете казнети и да ви биде забрането да користите ваш новчаник, односно ваш wallet, за било каков тип на трансакција, се додека не се поправите за тоа како треба да бидете во однос на тоа што очекува од вас владата во која држава живеете. Така да имате го тоа препис. Тоа е една од оние страшни работи за кои што треба да размислиме. Како и да е, затоа сме овде и постојано, значи понатаму да ги едуцираме сите оние кои што сакаат да научат нешто повеќе за крипто. Гледате дека се повеќе и повеќе нашата заедница ни дава вести кои што можеме да ги оставиме до вас. Значи јас им благодарам на сите оние кои што ги прати овие вести. Гледате, дури и да ги знам овие вести или да сум ги видел, значи јас секогаш сакам да ги истакнем имињата на оние кои што работат заедно со нас и кои што ни информираат за тоа. Понекогаш може да се случи да сме заборавиле или пак не сме кажале точно која донела оваа вест, извинете, значи не е намерно, но едноставно се доста луѓе кои што ги пракаат овие информации, оние кои што се најбитни, ги доставуваме до вас со цел да целата заедница се информира во однос тоа што се случува во криптосекторот. Така да, значи јака заедница може да не доведе како и секогаш до многу подобро поставеност во следниот bull market, а гледаме дека се движиме постепено таму. Уживајте во овој памп кој што се уште трае, така речено, и како и секогаш се гледаме во следното видео. А во меѓувреме, вие сте наша реклама, доколку видите дека овие видеа има некаква корист за вас, ќе ве замолам, слободно споделите ги со оние кои што сакаат да научат нешто повеќе за криптосекторот. На тој начин ќе ја расшириме целата оваа бесплатна работа на нашиот тим или моја на повеќе луѓе со цел да научат за криптосекторот. Така да ви благодарам, имајте добар ден и се гледаме во следното видео. Поздрав од CryptoGaming.